Денес на моje огромно задоволство во бекстејдж ексклузивно можам да кажам интервју со Кристијан Станковски, Бомбакис. Сите да знаат како Бомбакис, имаш многу нови работи да ни кажеш, меѓутоа сакам да почнеме од самиот почеток кога те дозна јавноста. Најпрвин добре дојде. Добро ве најдов и фала ви на покана. Мислев дека ме заборавивте, ама ја сме тука, сме живи. Не, ти мислеше дека сме ти лути, но ние се уште не знаеме зошто го мислиш тоа треба да се истражи. Па не знам дека не сте ми се јавиле и викам ај што се случува со луѓето, зашто не ме барат да не сум актуелен толку се еши. Ама добро. Покрај тоа што кариерата ти оди по нагорна линија, паралелно ти се случува и многу убави работи на приватен план. Влезе во брак со Вики Станковска, претпоставувам твојата најголема љубов. Па да, дефинитивно чим сум во брак со нејзе, најголема. Имате една киркичка, но само пред 2 дена објавивте едно преубаво видео кое што навистина ги разнежни срцата на сите твои следбеници и фанови. Вики е бремена или трудна по втор пат. Јас и те сретнав пред 2 недели од прилика и ти кажав ајде да снимаме за бекстејдж и ми велиш чекај да објавам едно видео и потоа. И сега се велам што може да е толку некако као важно видео ако е за спонзори или за нешто што има врска со бекстејдж, а тоа да ти било нешто многу поголемо. Најпрвен честитки од екипата на бекстејдж и како се чувствуваш? Фала ти пред се, па сакав да биде као, мислам, ексклузива е, ако више идеме на бекстејдж да дареме тука ексклузивата, зашто не ќев да на некој друг портал, вие сте ми ептен блиски и баш ми е мило и као се чувствувам прекрасно да ти кажам со оглед на тоа што имав нели тешки моменти у мојов живот и не знаев дали ќе имам деца. Ете се деси Бисера, да е жива и здрава. Еве сега по втор пат ќе станам татко. Се надевам дека све ќе биде окей до крај. Ќе се вика Јована, да ја кажам уште. Значи веќе си го знаете и полот и се? Па да, женско ќе биде и ќе се вика Јована, сакам македонски имиња, сакам да продолжиме традицијата, сакам македонците да растат што повише, па така да може да идеме и на 3-то, на 4-то, на 5-то здравје да ќе видиме, здравје Боже. Верувам дека второво детенце било посакувано сигурно, но дали беше планирано или пак ве изненади? Дали очекувавте двајцата или едно утро Виките изненади со убавата вест? Па не, мислам, у план беше да имаме друго дете, ама не знаевме кога. И ова ми се случи баш на 1 јануари 2025, а 2024 ми заврши некако катастрофално и за време на новата година. Некако бев многу нервозен и Немотивирачки даун нешто си бил. Да, катастрофа ми беше периодот и со бајлето кога станам, Вики ми вика, јас сум трудна. И викам браво, мислам не знам што да кажам, ме изненади ептен. Ти благодарам Господе, барем новава година добро почна, тргна работа. Тоа сам да кажам дека многу добро ми почна нова година и мислам дека ќе трае така и дека ќе биде све добро и све на болje ќе да работи. И сега тоа е она што е најново кај тебе на приватен план, дај Боже, нели се да оди како што кажа во најдобар ред, малку живееме така брз живот, брзо време со стресови. Како го канализираш стресот, Бомбакис? Ја па сега почнав да вежбам, да ти кажам, малце да истрошиме таа негативната енергија. Те забележав како трчаш, дали тоа се заснова на џогинг или правиш и некој вежби? Не, вежбам, трчам, све правам. Идам некад на водно, идам некад на кеј, надвор, значи аутдор правам вежби. Таму малце сам, знаеш, ти дава некоја, као мир ти дава некој, да се смирам, пошто, знаеш, времево е будало, катастрофа е све, луѓето се ужасни се и све е под стрес, ама викам дека не треба премногу да се олабај човек, зашо кога ќе се олабаеш, кој знае што може да се деси. И затоа најдобро е да живееме под стрес, така цело време. Па да умерен стрес, не. Бидејќи сега го прошируваш семејството, а некако младинава се повеќе со размислувањата надвор од границите. Дали некогаш со твојата сопруга сте размислувале дека овде не ја бива работава и подобро би било да одиме надвор или пак едноставно имате некоја земја која што ве привлекува менталитетот, климата и би сакале таму да се најдете? Јас живеев надвор, сум живеел и у Шпанија, и у Грција, и у Романија, ама сега со ова што се деси последно, ми беше онака капакот. Не сакам ни да спомнувам, пошто ми е уште лошо од тоа што се деси, знаете сите. И викам, чекај малце, застани, дај од тука да се селиме.
И сакам. Имам желба у Португалија, пошто сум ја посетил, знам дека луѓето се многу хепи, сонце, све има позитивна енергија и сакав да отидам таму, дури почнав да барам нешто. Сопругата те поддржа? Па не бе, свети е тука и мислам и роднини и пријатели, тука си више навикнати, тука си роден. Не може туку така, не е лесно да идеш да се преселиш. Мислам лесно е, ама пак ќе ти фали, све ќе ти фали, така да и не одлучив, тоа е одлучено више одамна дека ќе останам тука и ќе се борам да го направиме ова парче земја подобро место за живење. За крај на ова интервју сакам малку да поентираме. Ми спомена дека ти се случили лоши и негативни работи во животот, пошто ти се случија и многу убави работи. Па што би им порачал на сите оние кои што можеби поминуваат во моментов во некоја, да кажам, мрачна фаза од нивните живот. Ти некако нели се е стопирано, не може да се мрдне од нулта точка? Ништо, само да размислуваат позитивно, да бидат искрени, да бидат реални. Да не бидат фейк, да не кажуваат нешто што не може да го направат, да не ветуваат и тоа е тоа у принцип, да бидат добри луѓе на крајот од денот, тоа е најбитно. Ти благодарам многу за ова искрено интервју. Фала и вие што постоите.